Во држава со висока корупција, како по износ, така и по бројот на актерите на политичката сцена. Секогаш го реактуализира комплексното прашање. Кој и колку краде? Но и малите деца веќе знаат дека ние сме детектирани како држава на општ грабеж. Секој секому нешто должи, секој наоѓа начин нешто да украде. Може би понекогаш несвесно, него некогаш свесно. Последната афера која е обелодени ВМРО ДПМН го реактуализираше прашањето околу носењето на закон за имот, за потекло на имот. Дали има потреба по секоја цена да се донесе закон за потекло на имот или постојат и други механизми за да се детектира евентуалното прикривање на имот? Токму прашањето за фамозниот закон за потекло на имот е едно од тие прашања во кое што пред се треба да констатираме дека до сегашната правна рамка, актуелната правна рамка нуди алатки и механизми на кои што може да се утврди потеклото на имотот, односно може за секој еден граѓанин, не само за избрани и именувани лица, буквално секој еден граѓанин да биде предмет на преоценка дали и колку неговиот имот бил зголемен во одреден временски период и дали тоа ги наминува приходите врз основа кои што ги добило тоа лице, за дали истото треба да биде предмет на дополнителна оценка од страна на органите. Кога веќе ги имаме тие механизми кои што ги нуди пред се Законот за спречување на корупција и студир на интереси и дополнително Законот за персонален данок, треба да видиме зошто до сега органите не постапиле по истите, односно што недостасува во тие конкретни алатки и механизми и дали тие треба да бидат предмет на процена или треба да биде предмет нов закон. Препознавате некаков пропуст или свесно затајување? Потврдат ли институциите во овој дел? Институциите пред се треба да ја сватат сериозно, многу посериозно улогата која што имаат кога станува збор за спречување на корупција. И треба да се детектира дека во таа опсек на институции не е само надлежна Државната комисија за спречување на корупција. Имаме корпус на институции кои треба заеднички во тој еден унифициран систем да соработуваат, да имаме проток на информации кои што ќе овозможат на многу поедноставен начин да се спроведуваат процесите и постапките. Оно што можев да забележам денове, првата реакција е, па добро, го прител имотот, за него ќе му се изрече казна од 150-300 евра. Но дилемата е што е за еден бизнисмен или политичар ако заработува годишно или месечно, да речеме, по 5000 евра да издвои 150 или 300 евра. Ќе плати казната и животот продолжува понатаму. Интересно е што секој се става акцентот на избрани именувани лица, нели бизнисмени, функционери, треба да гледаме пошироко. Значи, законодавството што ни го дава, сегашното законодавство, ги опфаќа секој еден граѓанин. И тука треба ние да разграничиме дека овој начин на пријавување на имотот, пријавување на тоа дека има некој енормно зголемување на својот имот визави своите приходи, еднакво треба да важи како за секој едно избрано именувано лице, така и за секој еден граѓанин. И гледано од овој аспект, треба да се направи, да се разграничи што точно ние по иднина би сакале и да постигнеме со тој конкретен закон за потекло на имот. Бидејќи од сите оние што ги имавме кажувања во минатото во јавноста пред година дена, очигледно беше дека интенцијата на законското решение, предлог законското решение, би било повеќе во насока на репресија, односно конфискација на самиот имот. Дали ние сакаме повеќе да одиме кон конфискацијата или сакаме пред се да го обезбедиме оној превентивниот механизам, да се обезбеди свесност кај граѓаните за тоа дека не треба имотот да биде прикриван, дека имотот треба да биде соодветно пријавен согласно анкетните листови во Државната комисија за спречување на корупција. Дали со обелоденувањето на аферата од страна на ВМРО ДПМН тоа е всушност суевиден трик за одржливост на опозицијата во некаква битка за превласт со текот на времето, или препознавате можеби скриен дил помеѓу власта и опозицијата? Не би сакала да навлегувам во тоа дали има скриени позадини. Сметам дека е добро во едно развиено демократско општество да имаме
обелоденување на незаконско дејствување на било кое лице, дали од власта, дали од опозицијата, и доколку истото се покаже низ процедурите на органите на управата, како точно истото нели да биде соодветно санкционирано. На крајот на денот тоа е и целта на јавното обзнанавување на некои било какви казневи кривични дела. Така да насоката е на тоа дека кога веќе имаме подопрен глас нели во случајот обелоденување на вакви случаи, органите ги превземат соодветни действија за да се докаже да колку се тие исправни или не се. Она што помалку изгледа симптоматично, се обелоденува афера во која главни актери во главном се луѓе од актуелната политичка елита, а не се споменуваат политичари или бизнисмени од минатото, односно, да речеме, од претходната власт, кога со државата владееше ВМРО-ДПМН. Што станува со имотите на Груевски, Мијалков? Не ви изгледа помалку симптоматично? Па, ќе се навратиме вали на претходното прашање со самиот одговор тука, дека да политичките превивања посекако може да влијаат во делот на борбата против корупцијата, и борбата против корупцијата како прашање е секогаш прашање кое што добива на многу поени кај политичките партии, и затоа флоскулата борба против корупција, добро владење, развивање на демократијата можеме да видиме кај сите политички партии, особено нели во кампањите кога ги спроведуваат. Но тоа на што ние по секогаш апелираме е колку таа декларативно изразена политичка волја реално можеме да видиме во пракса. Ние многу често, тоа го препознаваат и меѓународните институции, ние сме добро прифатени во делот на тоа дека имаме добра законска правна регулатива за одредени прашања, особено за прашања кога стануваат за борба против корупција. Но во делот на имплементација некако успеваме секогаш да паднеме. Зошто кај нас се доведовме до состојба дека неказнивоста станува модел на владење? Тоа и ние како МЦМС го имаме детектирано во сите наши анализи, именно редовно спроведуваме проценка на степенот на корупција во кој што се констатира дека неказнивоста е на многу високо ниво, и тоа е перцепцијата исто и на граѓаните. И тоа се покажува и низ статистиката на бројките на кривични дела кои што се завршени со санкции во делот на корпусот на кривични дела поврзани со корупција. Неказнивоста, на жалост, колку и да ние зазбориме дека пред се треба да работиме на превенцијата и репресијата идат рака под рака, што кај нас некако не успеваме да го докажеме. Пред се ние имаме проблем во судскиот систем, начинот на функционирање на правосудниот систем, и дека од тука треба да се започнат со значајни реформи кои што очигледно многу тешко било која власт во општество решава да ги превземе, кои што би довеле реално до некаков позитивен исчекор во делот на репресија, односно казнивост во делот на борба против корупција. Камиловска, со законот за потекло на имот се предлага секој граѓанин да докажува како стекнал над 30.000 евра годишно, иако банките се должни да алармираат, да алармираат финансиската полиција за секој влог, доколку во оној момент кога ќе евидентираат некаква трансакција на сметките на одредена личност. Дали целта на законот е да се конфискува имотот надвор од кривична постапка, односно во граѓанска постапка, дали е целта да превенираме затајување на стекнатиот имот, односно да се прикаже потеклото на имотот, кој ќе го имплементира понатаму законот, како ќе се врши проверката на потеклото на имотот, кој ќе го врши тоа, како таа надлежна институција, која и да биде во иднина, ќе биде поврзана со останатите институции. Ако имаме во предвид дека во сегашниот закон за спречување на корупција и судебни интереси, тоа законско решение донесено во 2018, започнато е да се имплементира во 2019. Таму е задолжително да Државната комисија за спречување на корупција се поврзе со други 16 институции во државата во еден унифициран систем, од каде што ќе може да ги црпат секојдневно информациите. Тоа се уште не е обезбедено. Имено токму во делот на борба против корупција, ние 10 години имавме законско решение кое што воопшто не беше имплементирано. Тоа е законот за лобирање. За после 10 години од негова имплементација да се донесе нов закон за лобирање во повеќе или помалку истата форма која што беше и дотогаш,
кој започна со имплементација сега во јуни 2022. Да дојдеме за година дена од сега повторно да разговараме, ќе видите дека и повторно тој истиот закон нема некоја да има голема имплементација. Затоа ќе се вратам на првото. Пререгулација не представува и позитивен исчекор во борбата против корупција. Камиловска, тн воко ке македонските граѓани очино најчесто се политичарите, нивните имоти, меѓутоа помалку настрана како да ги забравивме бизнисмените, банкарите, каде што сме свидоци дека имаат своји хациенди надвор од границите на Македонија. Свој купуваат куќи во Грција, Бугарија и така натаму. Дали преку овој модел на вложување или изнесување на средствата надвор од државата се прави обид за прикривање на имотот? Интересно е што државата веќе има регулирано, го има сето ова регулирано. И ги има алатките, ги има механизмите и за ова прашање да може да го спроведе ако сака. Им се прогледува низ прсти? Па можеме да кажеме дали ќе кажеме им се прогледува низ прсти или ќе кажеме повторно дека институциите ги немаат соодветните капацитети за да ги спроведат до крај постапките. Тоа се двете страни нели на дискусијата, но се сведува на едното истото дека неказнивоста е повторно еден од основните парадигми кои што ги имаме, дека борбата против корупцијата се докажува на крајот со репресијата, односно со самата казнивост. Не можеме да прејудицираме на кој и каков начин овие физички лица кои што не се избрани или именувани го стекнале својот имот, но факт е, и тоа го констатираат и дури и меѓународни инструменти како што е УНКА конвенцијата, односно Конвенцијата на Обединетите нации за борба против корупција, каде што еден голем сегмент е токму наменет за приватниот сектор и какво треба да биде поставеноста на приватниот сектор во борбата против корупцијата, имајќи во предвид дека го смета како значаен чинител од една страна, но од друга страна и засегната страна во процесот на креирање на политики за борба против корупција. Така да треба да ги гледаме од двете страни приватниот сектор. Но имајќи во предвид дека Македонија ги има имплементирано сите овие меѓународни документи, ги има ратификувано, се вршат мониторинг и евалуации на самите тие инструменти. На нас е да креираме плодна почва за нивното имплементирање, а плодната почва за креирање, за имплементација на сите тие механизми е ништо повеќе или помалку политичка волја од сите чинители, не само од власта, буквално од сите чинители кои што креираат некаква политика во државата. Значаен дел од криминално стекнатите пари завршуваат со инвестиции во акции во домашните фирми, каде според одредени податоци до 5% од акциите се на анонимен доносител. Не се објавуваат на берза и немаат ни обврска. Како вие ова го толкувате? Тоа се некои правни празнини кои што постојат и на кои што институциите треба да направат процена на влијание на регулативата и каде токму треба да имаме унапредување на истата. Кога имаме ваква недореченост, таа треба да се исправи, односно треба да се најде модул како тоа ќе се пробери. И кога веќе го имаме овој процент, што е фрапантен, имаме можност на неколку институции, вклучувајќи и Државната комисија за спречување на корупција, да предложи соодветни измени во законската регулатива кои што ќе допринесат да се, односно ќе оневозможат оваквите недоречености да продолжат и да бидат злоупотребени од страна на физички лица, односно од страна на граѓаните во целост. Тоа претпоставуваме рецевенте останато е нешто од минатото кое што се проткајува низ годините и кое што до сега не било толку алармантно, но со ваквите извадења на случаи кои што може да допринесат и во позитивна смисла на унапредување на одведена состојба, е токму оваквото некое прашање кое што треба да биде предмет на анализа и навистина треба да биде предмет на понатамошно разгледување за негово напредување. Антикорупцијска инсистира да се донесе законот за потекло на имот. Ова постапка започна чинам во 2021, уште во времето кога вице-премиер за борба против корупцијата беше Јупчо Николовски. Но дали со носењето на овој закон ќе се дојде до, уставно кажано, до ефикасни решенија или повторно ќе се заобиколуваат одредени области каде што ќе може да се натаму да се прикрие имот, данок? Со оглед на фактот дека и сега истото се случува,
при постоење на алатки и механизми кои го овозможуваат потеклото на имотот да се провери, сметам дека носењето на новото законско решение, само колку за да се донесе нов закон, само по себе нема да ја унапреди во ниту еден поглед борбата против корупцијата во државата. Значи, повторно треба да се вратиме на тоа, треба да се направи проценка на влијание на таа регулатива. Што реално тој закон ќе овозможи, што сега го немаме во моменталната правна рамка. Кога ние ќе го имаме тој податок, ќе можеме со многу поотворени карти да играме колку реално нас ни треба ново законско решение. При оптоварувањето со закони не представува унапредување на самата состојба, односно унапредување на владење на право, унапредување на позициите за борба против корупција. Така да самиот закон сам по себе дополнително може да го оптовари системот, а не да го унапреди. И кога ќе се размислува за носење на нови законски решенија, треба да се веќе направи анализа што е тоа што го имаме, што е тоа што го немаме и каде точно да се интервенира. Особено ако имаме во предвид дека носење на ново законско решение во системот во кој што ние функционираме во моментов, со собрание кое што реално и не е најфункционално, има свои пропусти во работењето, со непостоење на обединетост помеѓу партиите за прашања кога станува за борба против корупција, можеме на крај дури да очекуваме дека ќе биде предмет на политички превирања и преговори. Благодарам за гостувањето. И благодарам на повикот. Представете, че тоа беше Снежана Камиловска од Македонскиот центар за меѓународна соработка.